Усмивка ноќе сите спија, само ние двајцата не. Јас и мојата гитара под твоето пенџере. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ке ти кажа моите звучни акорди. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ке ти кажа моите звучни акорди. Драги гледачи, ова што во овој момент имате можност да го слушнете е прекрасната музика на нашиот сограѓанин Жарко Димитриевски. Голем број од плевчаните можеби и веднаш го препознаваат, по тоа што тој е човекот кој што скоро секое попладне кај старата стоковна куќа на нејзиниот влез ги забавува граѓаните со ваква прекрасна музика. Јас ке бидам, мила моја, како да сум крај тебе. Господине Димитриевски, ви благодарам за оваа прекрасна мелодија што имавме можност и чест да ја чуеме од вас. Како што ве најави, вие сте во моментов можеби единствениот уличен уметник, музичар кој што граѓаните имаат можност да го слушнат скоро секоја вечер, како што кажав, на булеварот Гоце Делчев наспроти Домот за култура, а за потребите на ова снимање сега се префрливме малку погоре во паркот. Прво да ги поздравам сите гледачи на радио телевизија Сител, посебно Ристо Самарџиев, пошто јас сум член на културно-уметничко друштво плюс пензионер од Прилеп. Благодарам на поканата што бевме учесници на Мерак Меана. Така да голема благодарност до него и поздрав за цела Македонија, за сите гледачи на оваа телевизија. Можеби, како што кажав, малкуми не знаат дека Жарко Димитриевски својата музичка кариера ја започнува уште 60-тите години од минатиот век и тој е еден од основачите на една од ретките тогаш рок групи која што се вика на англиски Help или на македонски Помош. Како Жарко Димитриевски ја започна својата музичка кариера и тоа со рок музика? Па во тие години се појави рок музиката некаде 67, не знам точно тие, меѓу 60-та и 70-та година и почна Битлси со таа музика. Почна и во Лондон на првиот концерт не беа прифатени добро, али после вториот концерт направија бум и цел свет ги прифати и почна да се негува таа музика. Се појавија многу групи како Rolling Stones, после нив Led Zeppelin, да не ги редам, Jethro Tull, Pink Floyd и многу XX други групи. И ние се залюбивме во таа музика и ја офарвме групата Help, купивме гитари и настапувавме низ градов, градувавме игранки. Тогаш немаше кафичи вака. Каде се одвиваат тие забави за младите? Тие се одвиваат забавите и игранките во домовите, имаше тогаш домови. Например, дом на Солин, дом на Кризла. Повеќе доми имаше во градот и таму. И посебно во офицерски дом. Постоеше тогаш овој дом на Јана. Во новата општинска зграда, да. Тука се најдеше. И се одржуваа и гитаријади, учествувавме на гитаријади, учествувавме тука и на во Трлото, се викаше тогаш безизвестно. На гитаријада постоеше војна со Америка и Виетнам. Јас компонирав една песна за Виетнам и добив награда за таа песна. Потоа прво место освоивме во дом на Јана Ауде, офицерски дом, настапивме, а најдраг настап ни беше кога бевме учесници на гитаријадата во Гостивар. На таа гитаријада учествувавме со доста јаки групи од цела Македонија, како например Ленки, со нив настапи Драган Мијалковски, па некои Вихори, Пламен, тие беа скопски групи, Воденички камења од Гевгелија и да не ги редам их со Андромеда од Дресет, колку се сеќавам. А најинтересно беше во тоа време што весниците беа во црно-бела техника. И прв пат тогаш излезе весникот журнал во колор техника. И не сликаше, пошто имавме автентична облека, имаше една група холиси, така носени кошули со тафти вака овде, таква облека имавме и го бевме, мислам, интересни, не сликаја во журнал. Само уште таа слика не можам да ја пронајдам дома, ја чувам за спомен.
Кажете ми, кои групи ви беа идоли од тоа време, од 60-тите, 70-тите години кога настапувавте? Па почна Битлси не бе нормално, после Ролинг Стоунсите, па имаше Ху една група доста јака од Лондон, Лед Цепелин беа исто од Теркес и така. Имаше доста групи, не можам сега да испомнам. Им беа сите тие песни познати на Прилепчани, како се забавува? Какво беше тоа време тогаш? Како не на младите, младите беше познато со тоа и се забавуваа. Ја сака рок музиката. Значи беше прифатена. Прифатена. Али после со тек на време ја офрена групата Прилепски мерак, пошто од таа музика прави финансиски работи ја оставивме и се префрлихме на староградска музика. Од рок на староградско. На староградска. Колку време функционираше само рок групата? Групата па една 2 години, така, 2-3 години. После се префрлив, вика, во Прилепски мерак групата се викаше, оформивме. Со онези музициравме, можеби некаде 18 години. Снимивме на CD во Кавадарци во студио Моцарт, за спомен. Тогаш снимаја таму Джоко Џорчев, Капен или ти реков, сите познати од југот, оние што се интенсира, естрадни, така заедно со нив. А таму настапивме првпат во Кавадарци во една пицерија Джакомо се вика. А после тоа 5 години свиревме над Кавадарци Моклиште, се викаше еден рибен ресторан, Златна рибка. Значи практично свиревте низ цела Македонија. Да, како Со не Прилепски мерак. Скопје заедно бевме на Прилепски забави кога нашите прилепчани организираа забава во Скопје. Не може да се сетам уште колку градови низ Македонија. Да, тоа се Покриевме сигурно цел, многу ваши настапи и многу спомени имате со Прилепски мерак. Рековте 18 години. 18 години, најмногу години. Што се случи потоа? Потоа почнаа газдите од кафаниве да бараат по 20 или по 30. Зошто им беше скапо да плаќаат цела група? Беше скапо и ни ги растурија групите. И тогаш, од кога се растуривме, како и икс други групи од Прилеп, јас зедов еден сајзериста, нормално гитарата електрична ја чував, началото, од Тополчани, еве го поздравувам Стојан Тасевски, од Тополчани, тој со мене свиреше некаде околу 6-7 години, се викавме Легенди бенд тогаш во Крстец. Легенди бенд. Легенди бенд, да. Некои се сеќаваат во тоа време. И со него ги покријавме цели кафани, а најинтересно беше што свиревме цели 5 години со него во Ресен, со него. Ресенчани многу не засака, и му викаа на газдава, само тие сакаме да ни свират, никој друг со Ресенчани. Сега сте еден од, како што кажав, ако не и единствениот музичар во Прилеп кој што секоја вечер тука ги забавува граѓаните кои што ќе поминат на булеварот Гоце Делчев спроти Домот на култура. Па да, пошто тука живеам во близината, излегувам тука, оти без музиката не можам да живеам, се релаксирам со неже и сакам да си ги забавувам прилепчани, да се чувствуваат по-релаксирано, повесело, да не бидат вака тажни, тоа ме радува. Како доавте на идеја да го направите ова? Па на идеја, пошто само сега сум член на Кут пензионер Прилеп, со нив сам настапувам, реков дај, не можам да престанам со музикава што ја негував. И така излегов на улица, ама сега скоро излегов, мислам, на пролетовска, лани така негде касна есен. И сега почнав поредовно оваа година да свирам улица. Како вид на музика може да слушнат прилепчани тука? Но и сите оние кои што доаѓаат од другите градови. Од староградска, народна, забавна и рок. Од сите врсти на музика. Најмногу? Вас сега што ви лежи на срце? Добро, мене повеќе забавната ми лежи, ама према вкусот некој. Бара секако музика. Ајде слушнеме нешто рок од тоа време од 70-тите години кои што... Рок не можам да слушнам, да пуштам, ама ќе пуштам една малце така од моди блуз, една нонките во бел сатен. Најцин вајцетен. Да. Yes, I love you.
ова беше една од песните на кои што ве подсеќаат на Да, вашата на тоа младост. време, од Моди Блуз, да, една група така стара. Најинтересните коментари што сте ги добили од Прилепчани за овој период дека свирите на улица? Коментари имам добиено доста позитивни, така да доста минувачи ми рекле, а валда ти е да живееш уште 100 години. Тоа најмногу мислам ми пријаше, а не дека финансите, не е важно, дали ќе ми остават пари или не. Да, бакшишот е споредна работа. Споредна работа, али зборот е голем, тоа ќе вам кажа така. Ќе продолжите понатаму да свирите? Ќе продолжам ово лето, да, ќе продолжам. Бидејќи без музика не може да живеем. Таа музиката ми е се мене. На почетокот спомнавте дека сте член и на КУД пензионерот Прилеп, каде што свирите контрабас. Да, контрабас. Како се спои сега тоа зошто не гитара, а контрабас? Па затоа што немавме контрабасиста, а немаше кој да свири контрабас. И бев приморен јас да свирам, гитарата ја ставив на еден колега мој, така. И сега така настапуваме 6 души во оркестарот сме. Па пензионерите ме знаат из Македонија, кој ќе настапуваме, ќе одиме на приредби, на ревии, така. И ги поздравам исто сите пензионери, и моите пензионери од Прилеп, од пензионер Прилеп. Да се живи и здрави, да живеат подолго и така. Господин Димитриевски, ви благодарам за времето што го одвоивте и за овој ваш разговор. И вас ви благодарам многу. И еве за крај со која песна ќе не поздравите и нас, но и гледачите кои што имаат можност да го погледнат овој интервју. Староградска песна ќе пуштам од нашето CD на насловната страна. Тоа е ваша авторска музика или Наша лично музика, а автор е Славчо Бунтевски. како се вика песната? Со душа ја чекам среда. Стара песничка, лесна, така Да ја слушнеме. да ја слушнем. Со душа јас чекам среда, со душа јас чекам среда, со душа јас чекам да дојде среда, да појдам јас кај неда. Со душа јас чекам да дојде среда, да појдам јас кај неда. Со душа јас чекам лето, со душа јас чекам лето, со душа јас чекам да дојде лето, да појдам кај марето. Со душа јас чекам да дојде лето, да појдам кај марето. Со душа јас чекам зима, со душа јас чекам зима, со душа јас чекам да дојде зима, да појдам кај Марина. Со душа јас чекам да дојде зима, да појдам кај Марина. Летото си помина, за зима е уште рано, а јас си чекам да дојде среда, да појдам пак кај неда. А јас си чекам да дојде среда, да појдам пак кај неда. Драги гледачи, тоа беше разговорот со Жарко Димитриевски. Можеби некој од вас оваа музика и разговорот со него ве врати во вашата младост и се надевам дека уживавте и во неговите прекрасни мелодии.